Пред нас е ребалансот на буџетот, трет ден расправаме по него и во нормална држава ова би била расправа во кој би кулминирале економски параметри, економски теми, меѓутоа за жал ние живееме во една нормална држава во која има режим и во расправата за буџетот, за ребалансот на буџетот проявува доста политички парафрази и политички теми. И ќе ви кажам зошто, на што го темелам ова, бидејќи режимот има препознатливи три орудија со кои веќе 10 години ја држи Македонија во заложниство. Првата е сеење на страв и притисок кај граѓаните, втората е медиумскиот мрак и третата е клиентелизмот. За да испорачува клиентелизам му требаат пари, а парите ги наоѓа во буџетот на Република Македонија, кој го полниме сите ние, а од кој бенефит имаат одредени клиентелистички групи, поготово одредени целни групи кои треба да бидат гласачи, и во времињата што поминаа скорешните 2-3 години сме сведоци на поголеми буџети и на поголемо испорачување на клиентелизам. На прашањето зошто, бидејќи проектот Вистина за Македонија откри како се добиват изборите и сега овој лидер што си замина, што е начело на ВМРО ДПМН, бара по секоја цена прво да има правна разрешница, да има политичка разрешница, бегајќи од правната разрешница, и во таа политичка разрешница нормално му е со буџетските пари да го истакнува на преден план клиентелизмот по цена, се со цел по секоја цена да ги добие изборите. Беа кажени многу зборови, иако беше темата ребаланс на буџетот, за успешните економски политики на ВМРО ДПМН. Ние како опозиција ги споревме тие економски политики, секој кажуваше одредени аргументи, меѓутоа еве да им биде појасно на граѓаните на Република Македонија. Ќе ви кажеме еден пример, па самите граѓани на Република Македонија да оценат каква влада сме имали во последните 10 години и каква економска политика испорачувала. Најголем капитален проект на ова влада во изминатите 10 години е Скопје 2014 година. Јас нема да разборам за архитектските придобивки, за естетскиот дел, бидејќи тоа е тема на друга струка, ќе зборам за економските придобивки и за економската логика. И преку неа ќе видите каква е економската политика на ова влада. Кој ќе ги прашате тие што го бранат проектот Скопје 2014, а патен кошти 660 милиона евра, ќе ви прашат дека тоа било единствен одговор кога државата, цела Европа била во рецесија, кога државата имала потреба од буџетски пари, од јавна потрошувачка, за да може да ја заживее градежната индустрија, а таа патем треба да мултиплицира други 25 гранки, одредени запослувања и добивање на плата. И сега се поставува прашањето: зошто тогаш не се градело автопатишта за тие пари, кога исто би била употребена градежната индустрија во Република Македонија, истиот мултипликаторен фактор ќе бил присутен и со целата вредност ќе останал во Република Македонија. Од проектот Скопје 2014, да не заборават граѓаните на Република Македонија, скоро пола од парите беа изнесени во леарниците во Италија, во Србија и во Украина, помогнавме во развивање на нивната економија, а еден дел остана тука. И сега ова влада се фали со успех дека Македонија денес била градилиште, а сето тоа што се гради на кредити, а истите тие работи можеа да ги направат ако бира тие автопатишта што сега се градат трите, ако тога се бираше што е по-приоритетно, дали проектот Скопје 2014 или дали градењето на автопатиштата. Тоа е логиката на ВМРО ДПМН. Ние економисти ја викаме промашени инвестиции или нема логика, и тоа го кажува со еден пример каква е економската политика 10 години на ова влада. Најчесто кога се збореше за економската политика на ова влада,
нас от СДСМ не критикува за две работи. За приватизацията и за що е оставила СДСМ 2006 година. А како успеси на ова влада, претениците от ВМРО ДПМН ги глорифицира во главном три работи: изплакањето на субвенциите, успехот во тир зоните и вработувањата. Ке се задржам за секој помалку, за потоа да расправам малку и за ребалансот на буџетот. Околу приватизацијата само ќе кажам кратко. Има една реченица, бидејќи економијата е екзактна наука, се учи во предметот во политичка економија прва година и вика вака: ако не беше робовладетелството, денес ќе го немаше ни модерниот капитализам. Ако не беше транзицијата и приватизацијата, денес Македонија, поготово во 2005 година, ќе немаше пазарна економија, ќе немаше повеќе партиски систем и ќе немаше можност да чука на портите на НАТО и на Европската унија. Со вашите дискусии вие сакате процесот на тоа што било болно да го припишете на СДСМ, а ова од кај што треба цела држава да собере бенефит, да го ставите на конто на ВМРО ДПМН. Господа, не е така, граѓаните тоа не го забораваат. Јас ви тврдам дека законски приватизацијата е изведена во ред. Од нашата партија има дадено секој што се огрешил за време на приватизацијата да не застарува тоа дело, а ја колку што знам, единствена приватизација изведена мимо законот е приватизацијата на ОКТА во време кога министер беше господинот успешен премиер до пред една година, што ја заглави Македонија со име и презиме Никола Груевски. Втора работа е што СДСМ ви оставило 2006-та. Ви остави три работи. Прва работа е ви остави придружен член на Европската унија 2005-та. Втора работа ви остави држава со население. Зиме во секоја куќа имаше дим. Значи во секоја куќа имаше население. За денес од Македонија да има иселено 660.000 луѓе. И трета работа што ви остави СДСМ, да не заборавите, ви остави фер шанса народот да си ја каже својата волја 2006 година, за вие да добиете и вие бидете власт. Што сакам да кажам? Сите знаете дека во 2006 година беше продадена електродистрибуција на Република Македонија. 300 милиона евра. Тогашната власт на СДСМ вика вака: за изборите да бидат фер и демократски, овие пари ќе ги тргнеме на страна и ќе ги користи ивната власт. Знаете што правите вие? Секоја година пред избори 400 милиона евра обврзница, 500 милиона евра обврзница, за да корумпирате гласачи. Тоа е разликата и демократскиот капацитет на ВМРО ДПМН и СДСМ. Тоа народот го знае. Колку побрзо ќе се научите да ги практикувате тие вредности, толку ќе биде подобро за Република Македонија. Во делот на субвенциите, што толку ги фалите во земјоделието, сакам да ви кажам дека се тие законска обврска на Република Македонија со добивањето на статус на придружна членка во Европска унија 2005 година. Сега, ако мене не ми верувате, се извинувам ако може. Сега, ако мене не ми верувате, јас ќе ви поставам гласно прашање и ве молам на контрареприка секој да ми одговори. Ако е измислица на ВМРО ДПМН и на Никола Груевски, зошто кога беше министер за финансии 98-2002 немаше субвенции? Не е точно. Вработување. Во делот на вработувањата, колку лесно си ги кажувате цифрите, една колешка вика Никола Груевски направи од 32% да падне невработност на 25%. Кај ги подценувате приватните стопанственици? Кај приватниот сектор? Еве ќе ви кажем еден прост пример од Гевгелија. Еден хотел сега ќе прима 300 вработени. Што има тука Никола Груевски? Ќе се прима 300 вработени, ќе се намали стапката на невработеност. Што има тука Никола Груевски? Сакам да ви кажам дека кога ќе имаме податоци колку има вработено во ваше време во јавната администрација. Број 1. Број 2. Колку од мерките на владата за потекнување на невработеноста довеле до нови работни места, тогаш ќе имаме и квалитетна дебата и да видиме дали вработувањето се должи и во кој процент на економските политики на владата
и колку е тоа што се должи на иницијативата на приватниот сектор. Вака, паушално, се што е запослено у ова време е резултат на владата на ВМРО ДПМН, јас како економист не прифаќам. Трета работа, слободни економски зони. Во ред, прават, влијаат при извозот, прават со некои земји и суфицит во трговската размена, влијаат и на трговската размена, тоа пак немаме аргументи за дебата. Еве, кој од вас ќе ми каже, вклучително и министерот, колку кошти едно работно место? Ако е вистина дека тоа кошти 21.000 евра едно работно место, одма ќе ја побијам. 2.000 евра дававте како влада за потикнување на самовработувањето. Значи тоа се 10 такви потикнувања на самовработувањето за едно работно место во ТИР-зоните. Значи, кога се збори за вакви работи, за да имаме правилна анализа, мора да знаеме, не да ги криете цифрите, колку кошта едно работно место, за да видиме што носи тоа, кост-бенефит анализа, дали носи добро или е трошок за Република Македонија. Бидејќи може да испадне вака, да приватните фирми, македонските правни субјекти го полнат буџетот, кој буџет, истиот буџетот кој вие давате субвенции да се спасува Ван Хол. Или ако сакате да обрнеме тезата другчи, на Ван Хол му даваме субвенции од буџетот, кај во нашиот буџет не стигат пари, а ние се задолжуваме од белгиските банки за да им платиме субвенции на матична земја на Ван Хол е Белгија. Сега да поминам на ребалансот на буџетот. И видете сега, кога се носеше буџетот, јака изјава на министерот Ставревски. Слушајте, господине Мисовски, тогаш не знам, немавте прилика да слушате. Миновски, се извинувам. Буџет 2016. Изјава на Ставревски пред пратениците. Историски највисоки инвестиции и најнизок дефицит, зголемени пензии и социјална помош. Ајде одиме едно по едно. Историски највисоки инвестиции, скратени за 45 милиона евра. Каде исчезна, господине министер за финансии Миновски, историски највисоките инвестиции со првиот ребаланс? Втора работа, најнизок дефицит. Како бе сега тоа од 3,2 пак скокна на 3,6? Така ќе правиме најнизок дефицит. Трета работа, зголемени пензии. Па зар не ви кажа министерот дека или не ви ги предвидел пензиите во буџетот, за вие сега што правите? Давате на ПИО зголемување за 18,7 милиони евра со ребалансот. И четврта работа, зголемени социјална помош. Исто, зар не предвидел он во буџетот, за вие со ребаланс на буџетот да давате зголемување на ова категорија исто за одреден процент. Што се случува кај капиталните инвестиции? Се случува следното. 58 милиона евра 2015 година помалку, 45 милиона евра со ребаланс на буџетот ова година помалку, изгубени 69 милиона евра од ИПА програмата помалку, вкупно 172 милиони евра, господине министре, а тоа е некаде околу пола од капиталните инвестиции што треба да ги реализирате ова година. И сега што правиме? Од развоен буџет, како го претворивме буџетот? Во буџет за исплаќање на социјални трансфери, пензии, плати за преживување. Развојната компонента некаде отиде. Трета работа, јавен долг. Секоја година Македонија, еве оваа табела, се задолжува 381 милион евра, почнувајќи од 2009 заклучно 2015 во просек, а растот на бруто домашниот производ е 337 милиона евра. Знаете тоа што е најтрагично како економист? Долгот не може да го вградите во растот на економијата. Не збориме за нешто ново да создаде. Од вашево политика на задолжување,
Od 899 евра по глава на жител 2006, 2015 имаме 2090 евра по глава на жител. Ова е та табела. И сега, ако вие викате дека сме умерено задолжена земя, първа, втора, трета, най-ниско задолжена 2090 евра, може да ми кажете дефиниция како би сме се викали ние како задолжена земя на 899 евра? Не задолжена, ниско задолжена, или начекавте таква ситуация, за да може да се задолжувате енормно, а последните години да това задължуване го правите всяка година минимум 500 милиона евро. Кога сме около Долгот, сакам нещо да спомнам, колегата Цуклев во неговото излагање кажа, се надевам дека ќе ми реплицира и веќе му дадам една понуда. За шпекулациите, вика вака, 4 милиона евра не коштаа шпекулациите, луѓето ги повлекоа парите од банката и предложи кривично да се одговара. И аз се согласувам, ама овака, за пробивање на утврдениот дефицит на буџетот. За извршување на буџета е одговорен министр за финанси. 2014 година имаме пробивање на утврден дефицит на буџетот. Затоа колега Цуклев одговараше некој кривично. Значи ние, пратениците донеле одлука за колку може да биде задолжувањето во буџетот, министерот мимо тоа си ја задолжил државата по негова желба, т.е. на миле му текна му се ја и му кажа, и нема никаква одговорност, а овие да ги трчкаме 4 милиона евра и кривично да ги гониме. И би предложил, ево уште утре да одиме, пошто шпекулациите ја не ги оправдувам, ќе одиме во Дојран, таму имаше едни шпекулации, министерот Тодоров викаше водата е добра, ово од јавно здравство викаше водата не чини, туристичките работници и туристичката сезона за Дојран е крах. Ќе одиме ако сакате утре, ако сакате на 31 август и ќе им кажеме на луѓето се што изгубија заради тие шпекулации, да ја поднесат сметката на владата на Република Македонија. Бидејќи евидентно е дека таму туристичката сезона пропаѓа. И на крајот околу евроврзницата, министре, должни сте да одговорите не на мене, на целата јавност. 450 милиони евра за буџетски потреби не се, бидејќи дефицитот во буџетот ребалансирано е 344 милиона евра, под услов ништо да не користите како задолжување на домашниот пазар, јас тоа не го гледам, вчера имавте аукции, дали имате намера до крај на годината да зајмите од домашниот пазар и од 450 милиона до 344 милиона има разлика. Дали таа разлика ќе биде префрлена во наредната година? Тоа е прво прашање. И второ прашање. Прво, распишавте оглас за 650 милиона евра. Сега е реализирана евроврзница, што е катастрофа за Република Македонија, за 450 милиона евра. Должни сте пред јавноста да одговорите. Сега, зашо ќе ни фалат пари? Бидејќи прво сакавте 650 милиона евра, значи сте имале конструкција, сега зедовте 450 милиона евра, за разликата од 200 милиона евра, каде ќе се рефлектира, каде ќе биде скусено, односно, дали тоа беше наменено како остаток за наредната година или мислевте дека ќе биде употребено во оваа година. Инаку, јас ќе ви кажам дека со моите скромни економски познавања, дека обврзницата ви е земена за пред се, тоа е јасно, за ликвидност, бидејќи немате пари, не верувате во приходната страна и мислам дека јавниот долгот, буџетскиот дефицит нема да биде 344 милиона евра, ќе биде поголем, а ова е до 450 милиони евра ќе го имате како резерва. Зошто го темелам тоа? Бидејќи лани кога имавте раст на економијата на место 3,5, 3,7, повторно не успеавте да ги соберете приходите. Имавте потврдење на приходите за 90 милиона денари. Се плашите дека ќе имате потврдење на приходите и со такви приходи ќе немате потврдени приходи, ќе немате пари, затоа евроврзницата ви е издадена во поголем износ од колку што е буџетскиот дефицит. И сосема за на крај да ми одговорите дали му се јавувате на премиерот што ве постави сега скоро, кога ветува таму во Дебарца патишта, а ги нема во буџетот. Му кажувате од ли тоа го нема во буџетот? Оти може ќе му текна до нова година уште 1000 работи да обеќа да ги нема во буџетот.